Во рамките на промоцијата на новата програма на СДСМ, денеска ќе промовираме дел од мерките кои се однесуваат на медиумите. Лидерот на СДСМ вчера објави уште една мега афера. ВМРО-ДПМНЕ и премиерот се стекнале со огромен имот во станови и кеш за само неколку денови и месеци. Пред една недела, исто така лидерот на опозицијата и информираше за мега скандалот тежок 1,5 милиони евра во кеш поврзан со продажбата на македонска банка АД Скопје. За оваа афера се уште обвинителството молчи, судството молчи, провладините медиуми молчат, МТВ молчи, МИА молчи. Тоа е уште една потврда на нашето тврдење дека за време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ власта им го укина правото на граѓаните да бидат информирани. Новинарите за жал го изгубија правото да информираат. Цензурата и партиската пропаганда на државната радиотелевизија и на сите медиуми контролирани од ВМРО-ДПМНЕ го замени објективното информирање. Не случајно сите релевантни меѓународни извештаи зборуваат за сериозно нарушување на медиумските слободи во Република Македонија. Медиумскиот мрак завладеа во Република Македонија. Тоа го гледаме и во текот на изборната кампања, каде што нашата политичка партија немаше рамноправен пристап до медиумите за презентирање на сопствената кампања, дури ни на државната радиотелевизија. За СДСМ, слободните медиуми се основен столб на демократијата. СДСМ ќе креира медиумски простор кој ќе овозможува непристрасно и објективно информирање на граѓаните за се и за позитивните мерки, но и за мега скандали како овој на Македонска банка. Власта на СДСМ ќе им гарантира на новинарите слобода да истражуваат и да информираат за сите случувања во државата и ефикасна заштита од злоупотреба од собствениците на медиумите и од притисоци од различни интересни групи и од државни органи. Владата на СДСМ нема да биде главен и одговорен уредник на медиумите во Република Македонија.